родители, они ќе се идентифицираат со некој јунак, таму од видеоиграта или од телевизиската емисија. И таму веќе никој нема контрола што ќе се случи таму. Се согласувам, некои телевизии ја почитуваат категоризацијата дефинитивно. Мислам дека и сите во таа категорија. Апсолутно. И дека има некои програми кои се означени со присуство на родител, без присуство на родител и така натаму. Кој ќе води снека? Па е родителот што треба да биде дома, што ќе му каже е видиш. Ама ако не е родителот, баба, дедо, треба да бидат и ти информирани што може. Да, немаме баби и дедовцеве. Па најблиски некој што ќе води грижа да не му дозволат на детето. Значи дома тој што е. Не, јас се согласувам ако мислите дека телевизијата не треба да ни ги воспитува деца, дефинитивно. Значи треба да правиме селекција, што децата во крајен случај еден избор на програми има кај што ние ќе избереме која програма ќе ја гледаме. Знаете како, мислам дека родителот треба да биде толку самосвесен и да направи толку нешто за своето дете, да биде избран од своето дете како некој. Практичен пример. Кога ќе биде многу поубаво да се дружи него да седи пред телевизор. Дали вие ќе му дозволите на вашето дете компјутер во спална или ќе биде у дневна соба под на некој начин и директен надзор на родителите? Моите деца сите имаат компјутер у соба. Големи се? Па сега се, ама беа и помали. А на мало дете да му даете да влезе со секакви содржини? Психотерапевта, дека обратно. Не. Многу е сериозно. Сите имаме ние мали деца. Едноставно тие по цел ден се на Skype, на Messenger комуницираат меѓу себе. Ти замисли 10 минути да си одсутен и тој компјутер при тоа да е мало дете. Па ти, господин Еминовски, кажа дека секаква појава може на интернет едноставно навлезеш во секакви содржини. Какви вредности очекуваме такви деца кои се препуштени сами на себе? Па добро, затоа е родителот тука да биде. Ете го контролниот механизам. Јас ќе бидам таја што ќе избере керка ми да седи саат време со мене, место да седи некога и керка, кога децата се поголеми, веќе е помал проблемот, ама мали кога се, не смееме да ги оставиме да без на некој начин и директен надзор, што гледаат, што сурфаат, какви содржини. Вие знаете колку педофили упаѓаат и користат лични податоци на децата и се представуваат на нивна возраст само да ја стекнат комуникацијата и довербата и да се сретнат и така натаму и така натаму. Едноставно манипулираат и ги злоупотребуваат. Потребата на децата да остварат контакт. Не можеме децата скроз да ги тргнеме надзорот на родителот, технолошкиот развој. Али затоа е тоа, да им кажеме за се, да зборуваме, сите да им кажуваат за се, да зборуваат и родителите дома, и во училиштето, и во градинките, и ја во едно со сите нас ќе се согласам. Одговорното родителство е клуч на сите можни проблеми. Нема да го реши проблемот во целост, меѓутоа има можност многу да превенира. А потоа полека, бидејќи државата ги ратификувала многу конвенции, таа презема и обврски, значи ако затоа и одговорното родителство нема лек, едноставно мора да се ажурира, едноставно мора да се превенира, мора да се делува, мора да се заштита децата. Ако се родителите неодговорни, што ќе правиш? Нема. Или се одзема родителско право, или се прави строг надзор, или привремено додека не се поправи. Казнената политика? Казнената политика е крајна нужда, иако морам да кажам, почнав така, се заострија казните. Се надевам за овој последен случај со таткото педофил силува со неговиот другар кој ги малтретирал двете сестрички, дека ќе добие минимум 20 години затвор. Дека за вакво тешко кривично дело дури 188 казнениот закон, кривичниот закон, веројатно ќе се повикаат основниот суд во Скопје. Ако не, ќе видиме. Се надевам дека ќе се случи во Македонија дефинитивно доживотна казна затвор. Добро, во секој случај рековме институционално, владата особено даде акцент на оваа ситуација. Имаше разбирање, во кривичниот закон се направија драстично се зголемија казните, се донесе акционен план, меѓутоа сето тоа е исклучително добро спакувано како закон, како мерка, како стратегија и така натаму. Ние мора да работиме перманентно на подигање на одговорноста пред малце зборевме на семејството и на членовите на семејството, потоа на институциите. Да, дефинитивно не само префрламе топка едни на други, него сите организирано да имаме одреден настап, да дефинитивно му дадеме значење на социјалниот работник во училиштата, зашто тој ќе ги поврзе системски сите овие други институции во превенирање, осознавање, препознавање, иницирање на постапка за земјено родителско право. Значи, тој институт постои, одамна постои, ми тоа многу малце сме го земале. Нема погрубо занемарување на детското право да гледате дека детенце со 5-6 години носи држи бебе
и питачи му носи пари на татко му кој пие пиво на пример на 50-100 метра од таму. А да не збориме па за овој тип за сексуално злоставување и така натаму на сопствените деца. Значи тука мора да бидеме ригорозни и тоа е посвесту. Што правиме во превенцијата, акцентот тука треба да се стави. Значи да се појачат центрите за социјална работа, да се развие мрежа на добра соработка со граѓанските организации, медиумите. Исклучително важна улога има. Посебно во едукативниот дел. Да, исклучително важна улога има затоа што понекогаш се забораваме. Имавме прилика се на детенце нели од детска клиника се оперираше, го сместевме во мајчин дом. Сакајќи да правиме истории, приказни, не знам уште малце документарен филм ќе направивме. Доволно е тоа што било инициирана работата. Оставете го системот сега да го спаси детенцето, да не правиме од него сега звезда за настанот на крајот кршета. Така да во тој дел граѓанските организации повторно ќе напомнам сериозните. Пред малку имавме жолчна расправа нели вака дека многу коректно со господин Змијана затоа што ја и он одамна ратуваме во овој дел, али позитивно. Значи и прифаќам негова анимација на целата ситуација треба, не треба, ми тоа не мора директно да бараме стално виновници. Затоа што многу е комплексен проблемот, многу е чувствителен. Да, меѓутоа ако бегаме се согласувам, меѓутоа не може да ја глобализираме па и одговорноста. Мора да се знае што не функционира, што функционира. Не може сите на купче да бидат одговорни. Да, знаете како? Заради тоа што јас знам, значи примери некои каде што таму не функционира на лекој карики во ланецот, може би било добро да се знае точно законски како оди таа постапка. И да се најде тогаш каде тоа застанало. Ако се пријави, значи кога ќе дојде нешто кај мене и ако имам било какво сознание, да не мислам дека ако го препратам кај вас, дека со тоа завршила мојата обврска и дека вие сега треба тоа да го решите, зашто е социјала таму. И они ќе го препратат после во полиција и сега полицијата вика, ама знаете вие дојка и добиваме мислење од психолог, ние кидате таму пак во социјала. Значи, ние сите кога ќе дознаеме такво нешто, да останеме до крај и да следиме таа работа, што направиле колегите овде, што направиле овие колеги, значи да има една озбилност, тоа што вие рековте, преземање лична одговорност за случајот што сум го дознала. Одговорноста и гласноста секогаш е решение барем за овие случаи. Целта на емисијата беше всушност тоа гласно да проговориме за овие работи и да насочиме во кој правец би требало да се движиме. Господа, ви благодарам што бевте дел од магазинот ние. Благодариме.